Од денеска етичкиот кодекс не постои. Од денеска СДСМ го оправдува однесувањето на Џафери и односот кон администрацијата кој што го слушна целата македонска јавност. Ова што го доживеа администрацијата денес и денот кога се случи тоа што се направи со заклучувањето на вратата на пратениците, е нешто што се случува во секоја институција, во цела држава секој ден. Омаловажување, понижување, мобингот, непочитувањето е нешто што на дневна основа го доживуваат сите граѓани во државата, без разлика на верска, етичка или било каква припадност. Вака функционира двојот со СДСМ и ДУИ. Вака функционира во цела држава. Вака е со се во држава. Секогаш, кога треба да понесат одговорност, бегаат од истина. Одговорност ќе има, ќе одговараат пред граѓаните на Република Македонија. 18 јуни е општонародниот протест и е почеток на крајот на оваа раздисана власт и ова безредие во кое што живееме, а на кое што за жал бевте сведоци и вие денес. Прашање? Сега ви краја станува интерпелацијата по поалата, дали да бiste одговор? Зарем вие мислите дека ќе има интерпелација на председателот после ова денес? 18 мај е поднесена ова барија. Што се правеше? Се чекаше да легне темата, да спасне темата, за да полесно офрлат на начинот на кој што ја офрли. Доколку ова се случише веднаш после 18 мај, беше близко до оно што се случуваше и реакцијата на народот е голема. Одејќи со стратегијата дека народот ќе заборави и има други теми, мислам дека направија грешка во чекори, од причина што ова што денеска се случи, остава лузни врз демократијата и остава лузни врз парламентарниот дом. На самиот почеток реков дека етичкиот кодекс повеќе не постои. Председателот на комисијата треба од морални причини да се поднесе оставка и веќе тие циркуси со собирање и работење на комисијата за мандатно-деловнички имунитет и прашање да не се случува. Не знам која е причината да бидеме присутни. Една од основните работи на парламентот е контрола и надзорот на работата на владата и функционерите. Пратениците се тука токму заради овие работи да ги контролират. Имавме интерпелации на министри кои што не го видоа денот и кои што ги сменија министерствата и интерпелации станаа безпредметни. 10 месеци не се одржуваат пратенички прашања. И уште многу други работи. Ако вие сметате дека ова и вака треба да функционира парламентот, законодавниот дом, и дека ова е првото демократијата, мислам дека сме многу далеко од тоа што треба. Меѓутоа, начинот на кој што функционира овој двоец СДСМ е токму ова што денеска го покажа пред граѓаните. Место да се извинат администрацијата, место да се извинат на македонските граѓани, тие се собраа за да изгласаат дека нема потреба да се дискутира за ова. Не е проблем. Ќе става темата по тек. Меѓутоа, темата само ќе трие и еден ден ќе биде, а тој ден ќе биде многу брзо. Други прашања? Дали вие представата вашата колежка Василевска дека тој е поттегната од терористичка организација и ако да, дали ова значи дека нема да се работува принципно? Денеска разговараме стриктно на темата на која што разговараме и нема да дозволам да дефокусираме со други прашања. Ќе има време за одговор и ќе биде одговорено и на оваа тема. Поголем проблем во моментот е она што се случува сега. Да не употребам тешки зборови и мобингот врз администрацијата. Тоа е модерен тероризам кој што ни се случува на нас. А темата која што разборувате, ние сме ја затвориле и се знае како е завршена целата таа тема. Не сакам да дефокусирам, ова што се случува тука е скандал. И затоа молам и вас да бидеме фокусирани на ова што се случи денес. Ако ние не можеме да разговараме за одговорност на првиот човек на оваа институција према вработените, замислете кога ќе дојде на ред некој граѓанин во оваа држава да постави некој прашање и да добие одговор за одговорност на одреден функционер. Благодарам. Други прашања?